Токму на одбележувањето 10 години од отворањето на некогаш правниот, а подоцна економскиот факултет во Кочани, како бомба одекна веста дека годинава за прв пат нема да се запишуваат нови студенти за академската 2017-2018 година. Зошто Кочанската високообразовна институција е заборавена, а сите други како Струмичката, Виничката, Радовишката не, никој не дава ниту конкретен одговор, ниту какво и да образложение. Во телефонскиот разговор со доктор Кире Барбареев, задолжен за односи со јавноста при Универзитетот Гоце Делчев, ни беше речено дека не ги знаат причините, но дека веројатно се работи за слаб интерес на студентите кои повеќе сакаат да студираат во Штип отколку во Кочани. Одлуката каде ќе има уписи, а каде не ја донесува Министерството за образование, што би требало да значи дека Универзитетот Гоце Делчев немало влијание за истата. Уште позагрижувачко е што ниту во универзитетот не знаат каква ќе биде понатамошната судбина на економскиот факултет во Кочани, иако се согласни со новинарската констатација дека ако нема уписи ќе нема студенти, а без студенти ќе нема и факултет. Во таква ситуација најлоша опција за Кочани високообразовната институција за некоја година целосно да згасне. Од друга страна остануваат Машинскиот факултет во Виница, Електротехничкиот во Радовиш, Земјоделскиот во Кавадарци, Туризмот во Гевгелија и другите во Пробишти, Прилеп, Струмици и Скопје. Затоа сум против тоа што го кинаа, пошто има многу народ што не може да ги плаќат кириите по Скопје. Штета е тоа. За младите мислам дека треба да има и за да може да останат во Кочани. Инаку скапо е да се оде на други места во Штип, во другите факултети. Тука треба да има. Кога пред 10 години се отвореше правниот факултет во Кочани, тогаш челниците на државно ниво најавија динамичен развој на високо образование во Кочани. Пред се поради изворените услови во комплексот Асном и одличната местоположба на Кочани во однос на другите градови и населени места во регионот. При тоа се најавува изградба на студентски дом, спортски терени и други објекти за комплетно функционирање на факултетот. За сега, по 10 години, токму на јубилеот, Кочани да остане без брусоши, односно новозапишани матуранти во прва година на факултетско образование. Од дуга да вела дека со измените во Законот за високо образование, кој ги подготвува новата влада и со нивно усвојување, ќе бидат појасни многу работи околу функционирањето на универзитетот, но и на факултетот во Кочани, како и факултетите во другите градови во Македонија.